Јавна дебата за новиот предлог закон за високо образование вчера вечер се одржа на Универзитетот Гоце Делчев во Штип во присуство на министерката за образование и наука Весна Јаневска. На истата се разговараше за предложените законски решенија, критериумите за работа на универзитетите и условите што треба да важат подеднакво за сите високообразовни институции. Како што истакна ректорот Дејан Мираковски, биле презентирани и синтетизирани сите забелешки од страна на универзитетот, кои ќе бидат доставени и разгледани во понатамошната постапка. Имаше многу забелешки, синтетизирани се генерално забелешките и денес ќе бидат од наша страна презентирани. Забелешките се однесуваат, една од забелешките беше околу нормализирање на условите, односно да нема разлика помеѓу големите и малите универзитети, да се сведат, например, на професор, на 100 професори, еден проект или еден труд на еден професор, за да можеме да ги постигне, за да и големите и малите имаат исти услови пред законот. Тоа беше дискусија, вклучување на Скопус базата како релевантна за овој дел на Европа, бидејќи Скопус базата е исто така квалитетна и малку порегионално завртена, вклучува многу поголем број на конференции во своето цитатно тело. Тука се однесуваат главните забелешки. Другите забелешки се повеќе формални и сигурен сум дека ќе ги во дискусија ќе можеме брзо да се договориме околу тие теми. Од лицеместо на настанот, министерката Јаневска потенцираше дека на Македонија е неопходно ново законско решение за високо образование, бидејќи, како што рече, потребно е подкрепање на квалитетот во ова образование, во која академската заедница ќе покаже проактивност, особено во научните истражувања. Законот ќе биде поставен на енер уште релативно кратко време, неколку дена, за да може академската заедница да ги види забелешките, брзо да изреагира и потоа оди во владина процедура. Зошто? Затоа што на Македонија е неопходно ново законско решение за високо образование. Потребно е подкрепање на квалитетот на високото образование, во кое академската заедница професорска, оти и студентите се дел од академската заедница, ќе покаже проактивност, особено во научните истражувања, затоа што едукацијата и научното истражување во нашиот образовен систем и не само во нашиот се две нераздвојни целини. Не може да имаме добар професор на академско ниво кој не ги следи новините во неговото поле, подрачје или област, нека биде тоа, бидејќи технолошкиот развој во овој момент и не само технолошкиот, целиот свет подлежи на силни промени. Инаку дел од предлозите беа прифатени и ќе бидат вградени во понатамошната верзија на законот, додека дел останаа предмет на дополнителна анализа и дискусија.